Почитувани гледачи, почитувани ловци, добар ден. Денес се наоѓаме во Ловечката федерација на Македонија, каде ќе побараме одговори од најповиканиот за Законот за ловство и дивеч, господинот Владко Алексовски. Добар ден. Добар ден, добре дојдовте во домот на македонското ловство, тоа е седиштето на Ловечката федерација на Македонија и ви благодарам што одвоивте медиумски простор за да на ловците и пошироката јавност одговориме на многу прашања кои што се поставуваат јавно во изминатиот период. Би сакал да ја прашам во врска со обуката, задолжителна обука, нели, според Закон за ловство, која се организира овде во Ловечката федерација. Видете, со новиот закон за дивечот и ловството, кој што се донесе во декември 2023 година, новина е, како услов за полагање на ловечки испит, да се следи обука за полагање на ловечки испит, која што ја организира Ловечката федерација на Македонија. Значи, целта на воведување на оваа новина со законот е да се подигне нивото на едукација на македонските ловци, да не биде ловечкиот испит како до сега полагање проформе физички да се појави на ловечкиот испит за да земе некоја диплома, бидејќи за да некој стане ловец, елементарен, основен испит е ловечкиот испит и нормално сите знаења што ќе ги понесе ловецот и ќе се надгради за да биде вистински ловец. Целта на воведување со закон на оваа обука за полагање на ловечки испит е токму поголема едукација на нашите ловци. Изготвувањето на законот е правено врз основа на компаративна анализа со земјите во обкружувањето и со земјите од Европската Унија и приближување на нашето законодавство со тоа законодавство. А нормално дека во тие земји ловството е развиено на многу високо ниво, во сите земји, освен кај нас до сега, се организираат обуки и тоа со повеќе дневни обуки и на многу високо ниво. Ние почнавме со еднодневна едукација, еднодневна обука, со цел оние знаења што ќе ги стекнат ловците со оваа обука во иднина, во текот на нивната ловечка кариера да им бидат од бенефит. За спроведување на обуката, Ловечката федерација на Македонија го ангажираше магистар Христијан Цоковски, кој што е актуелен асистент на единствената катедра за ловство во Македонија при Шумарскиот факултет во Скопје, кој што е докторант на факултетот во Нови Сад. Значи, наскоро ќе имаме доктор на науки и иден професор на таа катедра, кој што ги врши обуките во Ловечката федерација на Македонија, а пред се Христијан е наш колега ловец. Знаењата кои што ќе ги стекнат ловците при оваа обука се од аспект на запознавање со најновите законски регулативи предвидени со новиот закон за дивечот и ловството, запознавање со уредување на ловиштата, болести кај дивечот, потоа календар за лов на одредени видови, ловостопански видови на дивеч, безбедност во ловот, екологија во ловиштето, однос кон природата, ловечки кодекс, ловечка етика и уште многу други области кои што се опатени и предвидени со обуката, се со цел да го дигнеме нивото на едукација и едуцираност на македонските ловци. Ќе поразговараме со менторот на денешната обука, кој работи во Ловечката федерација на Македонија. Ке сакате ли се представите? Да, јас сум Христијан Цоковски, магистар по ловство, асистент сум на Шумарскиот факултет во Скопје, сега со ново име Факултет за шумарски науки, пейзажна архитектура и екоинженеринг ХАНСЕМ. Сега во функција на ментор на обуките за полагање на ловечки испит, како што знаеме од 2023 од декември 2023 година имаме нов закон за дивечот и ловството, каде во тој закон Ловечката федерација доби повеќе ингеренции, од која една од тие токму оваа обука за полагање на ловечки испит. Значи, новите ловци, сега дел има и постари ловци, бидејќи законски не може да бидат член од ловечко друштво без да имаат ловечки испит, ја посетуваат оваа обука пред да излезат на комисијата од Министерството за да полагаат ловечки испит. Така, бидејќи ова ново нешто, вие верувам дека сте
во почетоците на обуката, како се снаоѓате со клиентите, да речем, со ловците, идни ловци? Мене добро ми иде, позната ми е материјата, долгогодишно искуство, а и струката ми е така да предавам, постојано работам со студенти, сега малце подруга клиентела, подруга бранша на ловци, тоа за нив веројатно е сосема ново, бидејќи можам слободно да кажам дека ловечката култура кај нас не е на завидно ниво и многу од тие работи и по старите ловци кои догаѓаат се многу нови за нив и работи кои никогаш не знаеле или никогаш не мислеле дека така се случуваат во природата. Така, на кои теми вршите предавања овдека? Обуката опфаќа 12 теми, ќе наведам само дел од нив, како што е морфологија и биологија на дивечот, одгледување и заштита на дивечот, законот за ловство, односно тоа законски што се подлежни, што им е дозволено да прават, а што не, како идни ловци мора да го познаваат законот, болести кај дивечот, трофеи од дивеч, ловечка етика, ловечко оружје, муниција, исхрана на дивечот и од сите тие сегменти се задржуваме на најбитните работи кои како идни ловци треба да ги знаат. Така, на што највеќе им обрнувате внимание на луѓето кои доаѓаат овдека на обука? Прво се обидувам да им ја задржам концентрацијата, бидејќи обуката зазема некои 3 до 4 часа, за нив е тоа многу, меѓутоа тоа е најминималниот минимум кој како идни ловци треба да го поседуваат, бидејќи во другите држави, да не напоменувам, бидејќи овие обуки траат малте некако еден семестар на факултет, треба секој ловец да помине 40 часовна обука за пред да излезе на полагање за ловечки испит. До сега ловците со претходниот закон излегува директно пред комисијата во при земјоделие, при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопарство, само на полагање, до сега само се бараше од нив, сега претходно им даваме ние знаење, па потоа бараме од нив. Во однос на тоа најмногу што се задржуваме, први на начинот на кој ние се темелиме на тие некои 8 главни ловностопански видови на дивеч, прво за тоа како живеат, каков е нивниот начин на живот, како се хранат, како се размножуваат, како го одгледуваат подмладокот, потоа напоменав морат како идни ловци да знаат што е калибар, бидејќи носат оружје, да ги знаат калибрите, тие ознаки на пушките, да знаат кој вид на дивеч со какво оружје се лови и да знаат дека на крај се што правиме во ловот правиме за да добиеме кај крупниот дивеч квалитет, односно потрофени грла, што повеќе трофени грла да имаме во нашите ловишта, а односно на ситниот дивеч да имаме квантитет, односно поголема бројност. Каков е интересот на ловците, идни ловци, да речеме, да се јават овдека на обуката? Има ли интерес? Секако дека да, веќе ова ни е, не знам која 7-8 обука, од кога не се започнати, самите ловци го прифаќаат тоа дека мора да ја посетат таа обука. До сега не имаше некој застој во начинот на полагање, односно во одржувањето на ловечкиот испит, но пред месец дена се формира комисија и сега веќе од вторник се започнува со полагање на ловечки испит и самото тоа ја добиваат таа информација, заинтересираноста е се поголема. Така, има ли некои интересни прашања што поставуваат во текот на обуката од страна на посетителите? Можам да кажам да, бидејќи, како што кажав и претходно, многу работи им се нејасни, им се нови работите, поставуваат, имаме отворена комуникација со кандидатите, слободно ја ги прашувам, мојот начин на обука е со прашања за да задржуваме внимание и да се активни. Ви благодарам на краткото интервју, се надевам дека нашите гледачи се задоволни од одговорите. Доколку нешто не е јасно, ете, вратите се отворени во Ловечката федерација, може да дојдат на обуката. Ви благодарам. Согласно законот за ловство, се издава ловечка легитимација. Кој е бенефитот од таа легитимација за нас ловците? Вака, може би во моментов е новина со новиот закон за дивечот и ловството,
задолжително поседување на еден ловец легитимација ловечка, која што ја издава Ловечка федерација на Македонија како услов за да може да добие дозвола за лов од било кој корисник на дивечот во ловиштата. Но своевремено кога имавме ловство во Македонија на високо ниво, уште додека бевме во склопот на поранешна Југославија, еве тука имам една членска карта, значи тоа е исто така легитимација која што ја издавала Ловечката федерација на Македонија, односно тогаш имала друг назив Сојуз на ловечките организации на Македонија. Значи, ловечката легитимација само по себе представува еден потврда, едно уверение дека лицето, односно ловецот, се стекнал со статус ловец, односно ги исполнува сите законски услови да има да биде ловец. Има положено ловечки испит, има оружен лист, значи поседува ловечко оружје и значи исполнети се условите за да ја добие оваа ловечка легитимација и да биде вистински ловец и да може да добива дозвола за ловење во било кој корисник на дивечот во ловиштата во целата држава. Така, напоменавте нешто дека ќе издавате и, како се викаме, оние списанија за ловците по текот на годината. Во таа сума нели што влегува чланарината за оваа легитимација или? Вака, веќе тоа е друго прашање, кои ќе бидат бенефитите од оваа ловечка легитимација. Вака сега, малце ќе дадам еден вовед. Ловечката федерација на Македонија своевремено била моќно персонално екипирана, со стручен кадар, функционирала на високо ниво, имале приход финансиски, но за жал со текот на времето ги изгубила сите законски надлежности и овластувања и паднала на многу ниско ниво. Јас сум председател на Ловечката федерација на Македонија од 2018 година, кога ја превземав Ловечката федерација на Македонија, ја превземав на најниско можно ниво од нејзиното постоење од 1946 година. Значи, де јуре на хартија постоеше, а де факто немаше никакви активности и никакви законски надлежности согласно законот и за дивечот и ловството. Првите мои задачи беа да почнам да ја враќам довербата на Ловечката федерација кон ловечките друштва, кон ловците, кон државните релевантни субјекти и пошироката ловечка и неловечка јавност. Со текот на времето, во изминативе години, успеавме да ја наметнеме Ловечката федерација како фактор, бидејќи само моќна Ловечка федерација ќе може да ја исполни главната задача поради која е формирана во далечната 1946 година, да биде вистински сервис на ловците во Македонија. За жал, во изминативе 5-6 години работиме без ниту еден вработен, без никакви финансиски приходи, освен малиот број на членарини што ги плаќаа честните ловечки друштва и кои што финансиски ја оставија жива Ловечката федерација. Сите бараат и чекаат од Ловечката федерација. Бараат подобар закон за оружје. Бара и добија подобар закон за дивечот и ловството. Бараат подем во однос на ловечката кинологија, во однос на ловниот спортски трап 25. Бараат изложби за ловечки трофеи, смотри за надпревари за ловечки кучиња и така натаму и така натаму. Се разбира и активна соработка на меѓународен план со останатите ловечки сојузи од опкружувањето и пошироко. Значи, за да тоа се го сервисира, Ловечката федерација треба да има финансии, треба да има вработени, со еден збор да имаме моќна Ловечка федерација. Секаде во светот, каде што има моќна Ловечка федерација, имаме развиено ловство. Токму суштината на воведување, односно враќање на ловечката легитимација што некогаш ја издавала Ловечката федерација на Македонија, за да има финансиски прилив, да вработи стручен кадар, за да може да ги и сервисира сите барања што ги имаат ловечките друштва и ловците. Со оваа ловечка легитимација што ќе ја издава Ловечката федерација на Македонија, бенефитот што ќе го имаат ловците ќе биде следен. Како прво, ќе го вратиме во многу скоро време ловец, традиционалното ловечко списание кое што некогаш се издавало во Република Македонија. Сметам дека можеме да стигнеме и првиот есенски број да го издадеме до крајот на октомври месец. Значи, секој што ќе поседува ловечка легитимација ќе добива претплата
бесплатна од На секој 3 месеци. так, значи квартално ќе се издава за почеток есенски број, зимски број, пролетен број и летен број на списанието ловец. Планираме секој ловец да си добие годишен календар за лов со кој дивеч од ловостопанските видови, кога е ловостој, а кога може да се лови. Значи тоа е од едукативен карактер. Понатака, Ловечката федерација на Македонија со Кинолошки сојуз на Македонија склучивме договор со кој договор секој ловец кој што ќе поседува ловечка легитимација издадена од Ловечка федерација на Македонија ќе може своето ловечко куче да го регистрира, односно да добие родовник од Кинолошки сојуз на Македонија. Мислам дека околу 2400 денари кошта еден родовник, тој трошок ловците нема да го имаат. Значи, родовникот ќе им биде гратис, секој оно што ја поседува ловечката легитимација. Во следниот период, со управниот одбор на ЛФМ, разговаравме да направиме колективно осигурување на ловците во Македонија од повреди. За жал, имаме случаи во ловишта каде што завршуваат фатално со смрт. Имаме повреди на ловци со скршеници, така натаму. Значи, затоа сакаме да ги осигураме колективно сите ловци во Македонија, за да приликом некоја повреда или не дај Боже смрт, за да можат да остварат штета. Ќе разговараме со сите осигурителни компании, која ќе ни даде неповолни услови, нормално со одлука на управниот одбор ќе склучиме договор. Понатака, спомнав, бараат поповолни закони еве во областа на законот за оружје. Ние во изминатиот период имавме една условно кажано војна со МВР да спречиме еден катастрофален закон кој што се нудеше да се наметне, значи од лош да се наметне уште полош закон, благодарение на активноста на Ловечка федерација на Македонија и секојдневните објави што ги правевме преку социјалните мрежи и печатените електронски медиуми, направивме притисок од јавноста за да го спречиме тој закон. Еве што значи кога Ловечката федерација функционира, значи работи во интерес на ловците. Веќе спомнав, донесовме нов закон за дивеч и ловството, за кој понатака во текот на интервјуто ќе разговараме малку повеќе. Понатака, кој ќе биде исто така бенефитот? Средствата што ќе ги уплаќаат ловците ќе бидат реинвестирани во ловството и истите ќе го видат бенефитот. Минимално, но значително го финансиравме во изминатите години ловниот трап 25. Значи, сакаме да го подигнеме на уште повисоко ниво, да направиме на вистинска државна, национална, републичка лига, која што комплетно ќе ја финансира Ловечката федерација на Македонија. Почнувајќи од глинени гулаби, до куршуми, пехари, медали, медиумско покривање на тие настани, значи комплетно целата лига да биде покриена финансиски од Ловечката федерација на Македонија. Пред 2 години направивме државна изложба за ловечки трофеи. За жал, таа беше прва изложба после 40 години. Последната изложба беше во далечната 1982 година, кога Македонија беше во слоб на Југославија, па дури 2022 година во месец ноември во Природонаучниот музеј Ловечката федерација на Македонија под покровителство на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и Државниот инспекторат за шумарство и ловство направивме изложба на ловечки трофеи. Тука не застануваме, значи ние планираме понатака секоја година да вршиме евидентирање на сите трофеи, бидејќи трофеите од дивеч се наше национално богатство, да се евидентираат тие трофеи, да бидат изложени на државни изложби, бидејќи на секои 10 години се прави светска изложба на ловечки трофеи, за да и ние како држава, како Македонија, да имаме што да пласираме и да го презентираме нашето национално богатство на светско ниво, бидејќи ние сме горди на трофеи што имаме од дива свиња, од срндак, од дива коза и така натаму. Значи, секцијата, односно комитетот за оценување на ловечки трофеи при ЛФМ е активен и ние во следниот период ќе продолжиме со евидентирање на ловечките трофеи, нормално под покровителство на државата, за да стане еден вид традиција секоја година да се одржуваат изложби на ловечки трофеи. Тоа се накратко некои бенефити што ќе ги имаат ловците во старт, а нормално дека со текот на времето
активностите на Ловечката федерација на Македонија ќе се прошируваат, како ќе имаме повеќе финансии, така исти финансии ќе ги пренасочуваме во инвестиции, во интерес на подем на ловството. Сега тука ќе презентирам и уште една идеја, која што деновиве планираме да направиме една средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и со новиот директор на јавното предпријатие Јасен, имено во државата се одвојуваат од буџетот средства за унапредување на ловството. Тие средства планираме да бидат на наше барање зголемени и до денар да се префрлат на сметката на јавното предпријатие Јасен. Но со обврска јавното предпријатие Јасен по список на сите 256 ловишта кои што се на користење во Македонија, на целата територија на државата, да се направи список од експертски аспект на кое ловиште, каков дивеч му е потребен во моментот да се насели. Нормално ќе се направи стручна апроксимација и според тоа, да речеме, во Велес толку фазани, во Кавадарци толку диви прасиња. А тие проекти за населување на дивеч и како ќе ни бидат потребни, бидејќи гледате што ни се случува со афричката чума кај свињите. Рапидно се намалува популацијата на дива свиња. Значи, ќе треба ние да интервенираме, да и помогнеме на природата. Значи, овие проекти се со цел за да македонските ловишта бидат побогати со дивеч, нашите ловци да бидат среќни, не е само да се отстрела дивеч, да се наполни душата, да се наполнат очите, да видиме полни ловишта со дивеч. Значи, тоа е нашата цел на Ловечка федерација, генерално унапредување на ловството. Бидејќи ловството не е само ловење на дивеч. Ловењето на дивеч е само еден сегмент од ловството. На ловството, како мултидисциплинарна наука, му претходи одледување на дивечот, заштита на дивечот, па дури тогаш ловење и користење на дивечот. Да ве прашам, имавте средба со министерот за внатрешни работи. Напоменавте ли нешто во врска со овие тешкоти што ги имаме ловците за добивање на дозволи за набавка на ловно оружје? Па видете, За олеснување. Да. Видете, ова е најболната тема и најболното прашање во ловечките кругови и проблем што со години ги мачи македонските ловци, Посебно последниве години, можем да кажам, посебно последние 7-8 години. Да, се согласувам. На директен начин имаат финансиска штета и ловечките друштви, бидејќи ние генерално во Македонија имаме старење на популација на ловци, односно намалување бројка на ловци. И ние како Ловечка федерација на Македонија во следниот период мораме да работиме на создавање на услови, пред се законски, за да ја вратиме бројката на ловци на завидно ниво како што сме ја имале порано, бидејќи и од аспект на корисниците на дивечот во ловиштата или популарно ловечките друштва, тука ги ставам и нормално приватните корисници на дивечот во ловиштата, да имаме што поголем број на ловци, бидејќи во Македонија примарен извор на финансирање на ловечките друштва се чланарините. Нормално што имаме поголема бројка на ловци и приходите на ловечките друштва ќе бидат поголеми, а од тука и ловечките друштва ќе бидат во подобра финансиска кондиција за да можат да ги реинвестираат средствата во населување на дивеч, во изградба на ловостопански објекти, на ловотехнички објекти, се со цел за подем на ловството. Значи, на мене како претседател на ЛФМ, заедно со управниот одбор, целта ни е подем на ловството и враќање на она ниво што некогаш сме го имале, за да се гордееме со македонското ловство. Сега, директно на прашањето. Ние пред извесен период имавме прва работна средба со новиот министер за внатрешни работи, Панче Тошковски. Заеднички констатиравме дека актуелниот закон за оружје мора да се смени, односно не се доволни измени на овој закон, туку мора да се изработи комплетно нов закон, нормално со компаративна анализа со земјите во окружувањето и земјите членки на Европската Унија, а пред се усогласување на законот за оружје со Европската директива 2021/555, која и обврска ние како држава да се усогласиме во овој дел со законодавството во Европската Унија во процесот на приближување на Македонија кон Европската Унија. Сега, со министерот констатиравме дека ова е прва средба, не и последна, ние ќе ја интензивираме соработката во следниот период. Значи, да се формира работна група за изработка на нов закон. Во работната група баравме и му понудивме на министерот во писмена форма патоказ за решавање на овој проблем.
Во патоказот имаме таймтейбл, временска рамка, од кога до кога да се завршат сите активности до конечно донесување на нов закон за оружје. Баравме сите засегнати релевантни субјекти да бидат вклучени во изготвување на законот. Не само представници на Министерството за внатрешни работи, почнувајќи од Ловечка федерација на Македонија, од Македонска стрелачка федерација, групација за оружје, судска полиција, шумска полиција, Државен инспекторат за шумарство и ловство, царината, судската полиција и сите останати, се извинувам некој ако пропуштив, сите оние кои што користат службено оружје, кои што се директно засегнати од оружјето, не ја спомнав армијата мора да бидат вклучени, значи сите да направиме еден закон кој што ќе биде конечно закон кој што ќе ги реши досегашните проблеми и да имаме еден национален консензус за сите законски решенија, а законот за оружје е релативно мал закон. Законот околу 80 членови, што значи дека во следниот период ќе имаме активна соработка со Министерството за внатрешни работи. Еве ја и сега ќе му се заблагодарам на министерот што изгрази безрезервна поддршка на ловците и на Ловечката федерација на Македонија, не почитува како целна група и сака да се реши проблемот. Сега апелирам и до ловците за мало трпение, бидејќи проблем кој што се таложил со години, не е нормално и не е природно некој да очекува дека ќе се реши за месец, два или три. Од 2017 година до сега имаме над 18.000 предмети кои што се во постапка за решавање. Земајки го в предвид одредбите од законот за оружје, дека временското траење од ден на поднесување до ден на решавање се само 6 месеци. Замислете колку пати до сега е прекршена управната постапка при добивање одобрение за набавка на оружје, и ова морам да го потенцирам. Побаравме од министерот да има одговорност кон лицата кои што го воделе секторот за оружје и кои што придонеле за ваквата катастрофална состојба со законот за оружје и состојбите на ниво на држава во однос на овие заостанати предмети на територијата на цела Македонија и на некој начин да биде задоволена јавноста и да биде задоволен оној гнев што го имаат ловците од работењето во изминатите години на секторот за оружје. Морам да кажам дека гневот е многу голем, поготово се чека по година, 2 и 3, за да добие некаква информација во врска со поднесеното барање до Министерството за внатрешни работи за добивање на одобренија. Му посочите ли на министерот за овој проблем? Колку има ли информација колку не се одобрени барања со години што чекаат, нели, за одобрување? Вака, Ловечката федерација на Македонија е сериозна организација, имаме сериозен тим кој што ги обсервира состојбите во областа на оружјето во сите изминати години. Значи, ништо не коментираме паушално, едноставно, секој граѓани сега може да ја отвори веб страната на Министерството за внатрешни работи и почнувајќи од 2017 година, луѓето решиле да работат транспарентно, ги пласираат таму сите податоци од повеќе области, па и во делот на оружје, и ние вадиме некој просек. 2017 година поднесени вкупно толку барања, позитивно одобрени толку, негативно толку и во постапка толку. Ако ги соберете од сите години од 2017 заклучно со 2023 година, ќе видите дека доаѓаме до една фрапантна бројка од над 18.000 предмети кои што се во постапка. Верувајте дека министерот има уште по-лошо мислење во однос на работењето на луѓето во секторот за оружје во изминатите години и од нас, и човекот има искрена желба трајно да го реши овој проблем законски. Министерот сака да се изнајде решение да човечкиот фактор да се елиминира, да се тргне настрана, значи да се искреира еден софистициран модерен софтвер по електронски пат, апдейтување на податоци за секој барател во софтверот, ако исполнуваш услови да си добиеш. Министерот беше категоричен дека дискреционото право што досега МВР го имало при одлучување, што значи тоа, ако вие поднесете барање за набавка на оружје, одобрение за набавка на оружје и имате чист предмет, како што популарно љубат да кажат ловците, значи ги исполнувате сите услови и некоја си комисија таму вели нема
дадеме одобрение, тоа било некој нивно ексклузивно право, што не е во ред за едно демократско и нормално општество. Министерот беше категоричен дека дискреционото право на МВР ќе биде укинато. Кој исполнува услови ќе добие оружје, кој не исполнува нема да добие одобрение за набавка на оружје. Така да ние имаме верба во министерот. Нашата соработка во следниот период ќе биде интензивирана. Уште еднаш молам за трпение од страна на ловците. Сакаме квалитетни решенија и трајни решенија на овој проблем и никогаш веќе да не се повтори ваков проблем. Минатата година спречивте донесување на законот кој беше планиран или да иде во собрание. Што во суштина беше тоа што го спречивте? Вака, во текот на 2022 година, од страна на претходниот министер за внатрешни работи, се формира работна група за измени и дополнување на законот за оружје со цел усогласување со Европската директива 2021-555. Работите почнаа добро. Имавме неколку работни групи во Мериот хотел. Работењето на работната група се снимаше, има видеозапис. Во текот на работењето приметив дека не се води записник, за да утре се знае кој што кажал, бидејќи ова е сериозна работа. И констатирав дека на многу несериозен начин се прават измените на законот за оружје. Во почетокот сите оние предлози кои што ги дадовме како Ловечка федерација на Македонија со цел да се олесни постапката за добивање на одобрение за набавка на оружје беа прифатени и затоа ние со едно воодушевување првично излеговме со едно соопштение на фан страната и Facebook профилот на Ловечката федерација на Македонија и посочивме дека ќе има некои олеснување што наиде на големо задоволство кај ловците. Понатака во следните состаноци на работната група за измени и дополнување на законот за оружје, сите оние претходни предлози што беа прифатени од Ловечката федерација на Македонија беа одбиени. При крајот на работењето на работната група стигна мејл до Ловечката федерација на Македонија со некоја верзија на измени на законот за оружје кои што не кореспондираа со она што беше дебатирано при работењето на работната група. Јас со мејл ги известив дека јас како член на работната група демонстративно ја напуштам работата на работната група и дека финалниот извештај нема да им го потпишам. Бидејќи нема да дозволам да ставам потпис и да дадам легитимитет на законски решенија кои што од лоши ќе бидат уште полоши. Значи ние се бориме да направиме измени на еден штетен закон за оружје, а ни наметнуваа уште по-лоши и поштетни измени на законот за оружје. Инаку, самиот закон за оружје, што е уште актуелен, прв пат е донесен 2005 година. Од 2005 година направени му се 13 измени. Значи, замислете, на закон од околу 80 члена се направени 13 измени. Измените што беа во обид 2022-2023 беа 14 измени. Сите претходни 13 измени на законот за оружје имале понудени вкупно 333 амандмани, односно нови предлози за одредени членови. Односно, закон со 80 членови се интервенирало 333 пати, поделено значи дека секој член е интервенирано по 4,16 пати. Значи имаме лош закон, што тоа го констатира целата јавност и ги чувствуваме секојдневно последиците од тој закон, а со измените што се правеле речиси секоја година, со желба да направат подобар закон, подобри измени, тие уште повеќе го усовршувале да биде ултраштетен закон. Затоа и ние на средбата што пред извесен период имавме со министерот Панче Тошковски, констатиравме дека не се доволни измени на законот за оружје, туку треба да се направи комплетно нов закон за оружје и конечно да го надминеме овој проблем. И мислам дека успеавме со притисок од јавноста да го повлечат законот, предлог законот, без никакво образложение. Ние излеговме како Ловечка федерација морални победници, но проблемот не е решен. Сега, конкретно што нудеа, а што баравме ние?
Она што највеќе ги боли нашите ловци, во Европската директива 2021-555, значи во земјите во Европската Унија, не се одзема оружје или не одобрува за набавка на ловечко оружје за кривични дела во кои нема елементи на насилство. А замислете, кај нас во Македонија и за најмал прекршок се одзема ловечко оружје. А ловците се најмирната и најлојалната група на граѓани во државата. Во системот на МВР се евидентирани околу 100.000 граѓани кои што поседуваат легално ловечко оружје, но бројката на активни ловци е многу мала. Сега со издавањето на легитимациите конечно ќе се стави ред во оваа област, да се знае колку сме и кој каде лови. Бидејќи, за жал, во овиот изминат период имам примери кај што многу ловци по 20-30 години ловат, немаат ловечки испит. Има многу ловци, така наречени ловци, кои што ловат, а никаде не плаќаат. Имаме луѓе кои што злоупотребуваат униформа за да ловат, а да не плаќаат и да не се членови во никое ловечко друштво. Има луѓе што одат во лов за да крадат ловечки кучиња и да ги препродаваат. Има луѓе што се нарекуваат ловци, а немаат ни Л од ловство, кои што одат во лов да отстрелуваат црни и да ги продаваат на црниот пазар по скопските кафеани. Значи, со овие законски нови решенија што ги предвидува новиот закон за дивечот и ловството, ние еден вид правиме реформи и воведување на ред во ловството, кои што ќе ги поздрават сите честни ловци кои што му посакуваат добро на ловството. Да се вратам на законот за оружје. Значи, ние баравме да не се одзема оружје за обични прекршоци, банални прекршоци или за кривични дела кои што немаат елементи на насилство. Еве ќе кажам пример. Замислите, кривично дело е загадување на животна средина. Ние традиционално, еве како христијани, за поклади палиме оган. Сега ќе запалиш оган, тоа е загадување на животната средина, ќе ти дојдат, ќе ти поднесат кривична пријава и ако имаш оружје ќе ти го земат. Дали е тоа нормално? Нормално дека не е. Исто кривично дело е бесправна градба. Ке градиш некој летниковец, комшијата ќе те пријави, ќе ти поднесат кривична пријава и ќе ти го земат оружјето. И тоа го констатиравме и со министерот Тошковски дека со законот треба да се иземат овие кривични дела. Значи да се одзема оружјето или да не се одобрува само за кривични дела со елементи на насилство, а и не и за обични прекршоци. Што направи работната група? Кога правевме измени на законот за оружје, неуспешен обид, кој ние го спречивме, во однос на категоризацијата на оружјето. Во Европската Унија, согласно директивата, оружјето од С категорија се набавува либерално, слободно во земјите од Европската Унија. Ако имаш веќе од таа категорија на оружје, одиш купуваш, имаш обврска да го пријавиш и пререгистрацијата е на 10 години, како што и сега во актуелниот закон во Македонија. Додека во категоријата Б во Европската Унија, оружјето се пререгистрира на 5 години со лекарско уверение. Тоа е обврската што имаат ловците. Но, со таа обврска стекнуваат и право. Кое е правото? Органот кој што го издал одобрението при пререгистрацијата му издава на ловецот сертификат кој важи за следните 5 години. Во тие 5 години можеш да купуваш колку сакаш оружје и муниција и само да го пријавиш. Сега, работната група на МВР на крајно манипулативен начин од Европската директива, од овој сегмент, земаа само она на нив што им одговара, а тоа е обврската ловците во Македонија да го пререгистрираат оружјето на 5 години, значи ги оптоваруваат финансиски да вадат лекарско уверение, да плаќаат разноразни такси, да денгубат по 2-3 дена по полициски шалтери, да молјакаат, да се малтретираат, да имаат работа со нељубезни службеници и на крајот на денот да останат крајно измалтретирани и незадоволни. Значи тоа сака да го наметнат од секторот за оружје при МВР при изготвувањето на... Спречено така. Така тоа го спречивме. Сега, кога видоа дека во Европската директива оружјето од С категорија се набавува слободно во Европската Унија, тие на крајно манипулативен, лукративен начин целата категорија С ја префрлија во категоријата Б. Значи, буквално да нема С категорија. За да и оружјето од С категорија и оружјето од Б категорија, македонските ловци го пререгистрираат на секоја 5 година и, да не се повторувам, ги имаат сите оние малтретирања, давачки. Која е целта тогаш? Така. Сега, за да не им остане празна категоријата С, што секаде во свет постои,
оружјето од Д категорија го префрлија во С категорија. А тоа се ловечки ножови, оние парализатори, пейнтбол и така натаму, ги префрлија во Б категорија. И замислите сега да треба ловецот да го регистрира ловечкиот нож согласно категоризацијата нивна измислена во С категорија, а во законот вели ако се прекрши законот за оружје ќе биде одземено и огненото оружје. Значи ако имаш ловечки нож и при некоја рутинска контрола ќе ти го фатат дека не е регистриран, си направил прекршок ќе ти го земат и огненото оружје. Никаде во свет таков закон нема. Сега замислите, која лудост на таква креација нивна, измислена. Во маркетите купуваш коса за косење трева со сечило од 60 сантими слободно ја купуваш, што никаде не се регистрира, а нож од 10 сантими ловечки да го регистрираш. Дали е тоа нормално? Тоа сакаат да го наметнат на македонските ловци со оваа категоризација. Сакам да зборуваме за некои по-ведри теми, кои што ќе значат некои новини, реформи и поволности во правец на подобрување на состојбите во ловството и верувам дека имате концепирано некое прашање во однос на новиот закон за дивечот и ловството, бидејќи тоа е лекс специјалис, односно основен закон од кој директно ловството зависи дали ќе оди напред или ќе оди во удолна. Па тоа го оставив за на крај, нели како последно прашање, бенефитот околу законот за ловство и дивеч. Видете, успеавме да донесеме нов закон за дивеч и ловството. Идеален закон не постои. Во текот на годините на практикување на тој закон ќе се покажат предностите и недостатоците, но впрочем законот ниту е Куран, ниту е Библија да не се менува. Законот е жива материја. Ќе се прават анализи, нормално дека ќе понудиме некои измени, но кога зборуваме за законот за дивечот и ловството, ни треба една цела емисија, бидејќи има многу новини и многу поволности кои што допрва ќе ги осетат и ловците и корисниците на дивечот во ловиштата, но она што е круцијално, основно, а и што ги боли ловците, да си ги задржиме нашите ловишта кои што традиционално сме ги стопанисувале. За наша среќа, за нивна несреќа, со новиот закон за дивечот и ловството е укината електронската аукција при доделување на ловиштата. Тоа значи дека старите корисници на дивечот и во ловиштата, односно старите ловечки друштва, старите корисници оние приватни фирми, имаат предност на јавниот повик, значи се нудат финансиски програми кои што се со критериуми кои што директно значат унапредување на ловството во однос на населување на дивеч, во однос на изградба на ловостопански објекти, ловотехнички објекти, во односно на стручен кадар и така натаму, се она што е во функција на ловството. И ако има понудувач, односно конкурент, ако неговата понуда е поголема, комисијата при Министерството, неговата понуда ја нуди на старото ловечко друштво, и тоа ја прифаќа како негова, што значи дека има ексклузивно право да ја прифати и да си ги задржи ловиштата. Тоа значи дека на ловната мафија крилата и се исечени. Кој има ловишта има, кој нема, нема. Македонските ловци да не се секираат дека разноразни типови ќе им ги земаат ловиштата, ќе ловат во ловиштата кај што традиционално ловеле вашите дедовци, вашите татковци, ловите вие, а ќе ловат и вашите синови и внуци. Јас како претседател на Ловечката федерација на Македонија го поддржувам традиционалниот лов, нормално дека сакам да оставиме простор и за ловниот туризам, бидејќи во Македонија има завидно ниво на популација на автохтон дивеч и алохтон дивеч, пред се во ловиштата од затворен карактер. Еве, спомнав оние трговски друштва кои што стопанисуваат, сепак тоа е нивен капитал, нивни вложувања и државата треба да има посебен третман код нив, да го заштити нивниот капитал, но она што го барам и од државата и од сите релевантни субјекти е негување на традиционалниот лов. По некое непишено правило, по некоја дефиниција, што значи традиционалниот лов? Лов достапен за секој граѓанин, независно од неговата социјална положба во општеството, независно од неговата национална припадност, дали имал или немал во ловот секој да ужива, бидејќи ловството, основна цел му е на ловството да ги обединува луѓето, да ги зближува, бидејќи
Преку ловството ние сме поврзани на светско ниво и сме едно големо ловечко семејство. Доколку нема што уште друго да кажете, бидејќи кажавте доста, се надевам дека нашите гледачи се задоволни од вашите одговори. Доколку се јави потреба за повторна средба, би ја направиле, нели, со големо задоволство. Сосема за крај, сакам едно мало појаснување на ловците кои што во последниве денови ми се јавуваат, ја контактираат Ловечката федерација на Македонија, значи во однос на полагањето на ловечкиот испит. Пред извесен период, министерот Цветан Трипуновски формира комисија за полагање на ловечки испит. Комисијата ќе организира полагања регионално низ цела Македонија, процесот ќе оди многу брзо и таа тензија која што беше создадена во изминатиот период ќе ја нема. Ние активно работиме во Ловечката федерација со едукација на нови кандидати, на нови ловци, така да тоа е основниот предуслов со полагањето на ловечкиот испит и стекнувањето на оно основно право за да станеш ловец, да го добиеш статусот на ловец и да добиеш ловечка легитимација издадена од Ловечката федерација на Македонија со сите оние бенефити што ќе ги имаат ловците од таа ловечка легитимација. Нормално тоа се ќе профункционира и во однос на оној надоместок сакам да нешто да појаснам на оние 500 денари. Значи, ние одевме пандан на риболовната федерација, која што на тој принцип работи повеќе години и одлично функционира. Кај нив се наплаќа за годишна маркица 400 денари, значи исто и кај нас е 400 денари. Оние 100 денари се за еднократна изработка на легитимацијата, бидејќи одлучивме да биде на висок квалитет, значи софтвер, многу скапа опрема која што ја набавивме во собственост на Ловечка федерација на Македонија, да не зависиме од никого и ние да си ги издаваме легитимациите тука. Ке кажам само дека во обкружувањето, во соседството, еве како пример, една компарација да направиме, во Република Србија, кон Ловечки сојуз на Србија, надоместокот околу 2000 српски динари, околу 1000 денари македонски, значи дупло повеќе. Во Република Хрватска се плаќа од 70 до 80 евра. Разликата е зависно од некои дополнителни поволности што ги нуди Ловечкиот сојуз на Хрватска. Соседна Бугарија, мислам дека е околу 150 лева, тоа е околу 70 и нешто евра, што значи дека споредено со земите од окружувањето, ние одиме на некоја символична сума, но бенефитот ќе биде голем. Спомнав да не повторувам, еве, ќе имаме весник Ловеч, што е гордост на Ловечка федерација на Македонија и на македонските ловци. Слабо стоиме со ловечка литература, за потребите на полагањето на ловечкиот испит веќе ЛФМ организира еден експертски тим на луѓе кои што ќе бидат коавтори за печатење, изработка и печатење на ловечки приручник, на кој издавач ќе биде Ловечката федерација на Македонија. Кажавме, ќе се издава и секој ловец ќе добие годишен календар за лов, планираме колективно осигурување на ловците, гратис секој ловец ќе добие родовник од Кинолошки сојуз на Македонија, секој што ја поседува ловечката легитимација, кој чини 2400 денари. Ќе го подигнеме на високо ниво ловното спортско стрелаштво ТРАП 25, вистинска државна национална лига која ние ќе ја финансираме. Ќе организираме изложби на ловечки кучиња, смотри за надпревари за ловечки кучиња, организирање изложби за ловечки трофеи и уште многу други работилници од едукативен карактер, за да ја подигнеме колективната свест и едуцираноста на македонските ловци да имаат вистински однос кон дивечот, кон природата, во согласност со ловечкиот кодекс и ловечката етика. Уште еднаш за крај да ви се заблагодарам за ова интервју и можноста да им доловиме на ловците што се случува во моментот во однос на активностите на ЛФМ и во македонското ловство и уверување дека работите ќе одат на добро. Ви благодарам и вам за издвоеното време. Вие, драги гледачи, останете во добро здравје и се гледаме повторно.